Со Богородица стоиме под крстот. Погледите на мајката и синот. Размислете како синот ја сретна својата мајка на својот пат кон Голгота. Исус и Марија се загледаа еден во друг и нивните погледи станаа како многу стрели за да ги рани срцата кои толку нежно се сака. Мојот најмил Исус, со болката што ја претрпе на оваа средба, дај ми ја милоста да бидам вистински посветен на Твојата пресвета мајка. И Ти, царице моја, која беше опфатена од тага, измоли за мене со Твоите молитви нежно и трајно сеќавање на страдањата на Твојот Божествен Син. Те сакам, Исусе, љубов моја, љубов над се. Се каам што некогаш сум те навредил. Никогаш повеќе не дозволувај да те навредам. Дај да те сакам секогаш, а потоа направи со мене што сакаш. Како може мајка Марија да го заборави овој момент кога го сретна својот син на пат кон Голгота? Додека стоела пред крстот на својот син, таа ја повторувала оваа света средба повторно и одново во нејзиниот ум и срце. Додека Исус го носеше својот крст на Голгота, тие го живееја овој најнежен момент како да се едно. Откако падна прв пат, стана и го продолжи своето одење, ни сета болка и крв, тој ја прими моменталната утеха на погледот со љубов од својата мајка. Нивните очи се сретнаа и нивните срца се соединија во тага и во радост. Тагата ги исполни нивните свети и непорочни срца додека ја чувствуваат длабоката болка на другиот. Исус, гледајќи во својата мила мајка, веднаш бил свесен за мечот што го пробуде нејзиното безгрешно срце, додека таа гледала како се однесуваат многу сурово кон него. Нашата блажена мајка го погледна Исус и го виде не само Спасителот на светот, туку го виде и своето дете, кое го сака со сето свое срце. Радоста и тагата се споија во нивните срца, додека секој од нив ги чувствуваше и доживуваше силните емоции на поврзаност меѓу мајката и детето. Љубовта беше посилна од страдањето, а спасението беше посилно од смртта. Внатрешната радост што ја чувствува, знаејќи дека Исус ја донесува најголемата благодат што светот некогаш ја познава, ги исполни мајката и синот во овој момент и им ја даде на двајцата потребната сила за да ја довршат оваа жртва. Секој од нас во животот има можност да го олесни страдањето на другиот со нежна грижа и поглед со љубов. Кога ќе наидеме на некој кој има потреба, имаме можност да го покажеме нашето сочувство. Додека сожалувањето гледа на другиот од гледна точка на супериорност, вистинското сочувство страда со другиот со автентична емпатија. Вистинското сочувство го носи туѓиот крст, влегува во туѓиот ум и срце и оди рака под рака со другиот по секој нерамен пат. Размислете денес оваа прекрасна, но тажна сцена на погледите со љубов што ја споделуваат мајката и синот на патот кон Голгота. Размислете и за фактот дека и мајката и синот ве среќаваат на вашето патување кон крстот. Без разлика на што ќе наидете, што и да издржите, тие се таму, внимателни.
и ве чекаат, ве сакаат и ви го нудат своето срце. Исто така барајте да ги имитирате срцата на Исус и на нашата блажена мајка со оние со кои се среќавате секој ден. Растете со сочувство и грижа за сите кои страдаат. Бидете присутни со нив додека одат чекор по чекор на нивниот личен крстен пат. Вија Долороса. Моја тажна мајко, ти толку многу издржа, но не го пропушташ овој краток момент во кој би можела да ја искажеш својата нежна љубов кон твојот син. Додека гледаше во него, твоето срце се испреплетуваше со неговото. Ти ја почувствува болката што тој ја чувствуваше. Ти пренесе надприродна радост што ја зајакна неговата одлучност да го даде својот живот за спасение на светот. Драга моја мајко, моли се за мене да бидам отворен за твојата мајчинска љубов и грижа во мојот живот. Додека го носам мојот крст и ги поднесувам страдањата што ми се случуваат. Застапувај се за мене и отвори ја мојата душа за силата на твојот син, додека таа тече низ твоето нежно срце. Мој страдален Господи, додека продолжи со своето патување кон Голгота, откако прв пат падна, ја погледна твојата мајка со голема љубов. Твојата грижа, внимателност и љубов не беше за тебе, туку за твојата мајка и за сите кои ќе ја примат благодатта на твојот крст. Дај ми да бидам еден од оние, Господи, кои ќе ти го отворат своето срце за тебе во секое време и кој ќе ги прифати благодатите што ти ги нудиш, за да можам да тргнам по твоите стапки. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во тебе. Со Богородица стоиме под крстот.